Добро вечер, почитувани слушатели, слушателки, Zid и Day People. Иако изминативе епизоди имавме малце поише посветено на mental health, затоа што многу е битно после ковидов да излеземе и нормални од дома, али битно е реално покрај менталното здравје и физичката активност. Ја не можам да се пофалам дека сум активен на полето на физичкото, затоа што прилично ми е окупај денот, станувам со медитации, па сум на 3 вебинари и цело време прескокнувам да вежбам. Знам дека не е оправдување, мада ми треба и 4 години да се вратам назад да го вежбам. Тоа што почнав да го вежбам и ова беше звукот на мачката на мојот денешен гостин. Со мене денеска е Марио Јовановски или Марио Фит интернет. Прилично експониран лик у фитнес светот и можам да кажам дека е dedicated на тоа што го работи. Следејќи го на social media, контам дека од сабајле до вечер си е посветен на собствената работа. Деновиве после локдаунов исто така гледам дека си ја врши работата. Марио, здраво! Добро вечер, добар ден или добро утро, кога да го слуша некој слушател или повеќе слушатели ова. Фала на убавото представување. Драго ми е што прв пат иначе ми е што сум дел од интервју на подкаст. Мислам е супер кул ствар. Мислам ја не сум некој пратач на подкасти, али затоа што поише сакам видео ствари, поише гледам, поише сум љубител на видеа, али е кул ствар што постои actually некој што прави вакви работи кај нас и само напред ти ја поддржувам идејата со ова што го правиш. Ја да ти кажам дека благодарение на подкасти ви издржав да почнам да правам пак кардио по 40 минути. Значи, покрај Гери Ви и сите тие оние хајп фаци што со моментов, али реално многу е битно за мрзлив човек, како мене, да имам фокус кога правам кардио, затоа што нешто ме води, иска слушам и кога сега реално има супер практично стваре. Да, супер практично, извинете, прекинувам, значи има почни аспекти како што практично, пример некој додека се вози кола или патува, пушта слушалки, некој друг вежба, друг прави кардио додека, нели, сакате па време, некој дури јаде, значи сите си има различен начин како може да си го вметнат у практичниот дел од денот, али супер стваре, значи за тие што сакаат да чујат нешто ново интересно на начин кај што има само аудио, нема видео, е кул ствар. Да, ефтино добро. Ти си прилично occupied, гледам дека твојот тренинзи ги префрли на Zoom или кај да е. Како влијае локдаунов на тебе и дали како се соочуваш со сето тоа? Пошто знам дека не е лесно се ова. Право да се представам за оние кои што не знаат, да не им биде спонелувачки видеа дома кои што прави тренинзи. Јас сум персонален фитнес тренер, значи тоа ми е хоби, работа, пасија и се уедно склопено. Да, инаку после локдаунов сите се префрливме у домашни услови, немаме многу избор што многу да правиме, нели освен тоа што мораме поише време да бидеме дома. Локдаунов искрено е не е лоша ствар, мислам нема лошо добро, само нашата перцепција ги кажува што е лошо, што е добро, иначе локдаун си е локдаун сам по себе, мислам нема тука како го перцепираме ние тоа до нас, за таа зашто го кажам ова, затоа што зборам со многу луѓе, ти збори со многу луѓе, секој од нас комуницира со блиски, подалечни пријатели, роднини, така другари, партнери, не се. Сите имаат, сигурно се приметил дека сите имаат различна перспектива за ситуацијава. Некој вика, ќе се убијам, некој ми е досадно, некој вика одлично ми е, некој вика уживам, некој одмарам, некој се пронајдов у некоја друга работа. Да. Приметуваме дека не е, пак речам, не е до ситуацијата тука како ние перцепираме ситуацијата. Ја од поише аспекти ќе зборам се лично за себе, нема да навлагам многу општо, ќе се центрирам поише на тоа што ме праша. Значи ситуацијава за мене, ќе ви кажам искрено, нека чувствувам грижа на совест, што сум толку време дома, затоа што особено последните 3-4 години, 4 да ги закружам, сум прилично work oriented, мислам пробам да балансирам со другиот дел од мојот живот, али сум голем дел надвор од дома. Едно поради работа, други обврски, и сум прилично поголем дел надвор од дома и од надсметка на тоа ми страдаше спиењето, ми страдаше одморот, ми страда
да проаѓам време колку што сакам со мои блиски луѓе, социализација, такви работи, што не е за фалење, нели, пробам да балансирам, но малце потешко ми идеше. Иако тој баланс и тој ритам, тоест на живење, на работење, тој work-life баланс, сите тие работи, не можам никој да му се најдам и да го креирам осем сами од себе, затоа што јас така сум си го поставил. Но еве се кога се случи ова што се случи со коронава и малце не врати сите, не врати на drawing board, малце да цртаме, да направиме рефлексија кај сме, што сме направиле, дали окей тоа што го правиме, мислам барем така сакам да гледам на тоа, дека ова е доволно период, можеме сега да слушнеме тишината малце погласно, дека малце да прочепкаме што сме направили уназад, дали е окей правецот, дали треба нешто да смениме, дали треба да продолжиме вака, затоа што верувам дека се случува со причина и ако пробуваме да најдеме причина, секогаш ќе најдеме. Така да за мене ова е еден супер период кај што можам да се фокусирам на работи кои што не сум можел, кога сум ги поставил претходните приоритети кои пред локдаунот. Значи нема време многу често се користи како изговор. Ако го кажеме правилно, повеќе немам време, повеќе би значило имам потешкотија во менаџирање на своето време. Така да не сум дека сум немал време, туку сум го менаџирал времето според некои други приоритети кои што сум ги имал во моментот. Така да ова е супер момент кај што можеме да се прешалтаме на некој начин на некои други приоритети, затоа што реално имаме повеќе време дома. И ова време што сум толку дома, можам да соберам една недела, не сум бил толку еден месец дома. Толку сум бил скитник на некој начин. Иако нели од страна може некој вели што зборам и со мои другари, познати со работници, не знам, клиенти, небитно. Супер работиш доста време ваму таму, ама да, знаеш, не е секогаш само биди надвор од дома и прави нешто, туку тоа треба да има поента, значење, смисол, да има вредност и сите тие работи. Така да за мене локдаунов е кул ствар од еден аспект. Од друг аспект се за многумина тоа ствара анксиозност, страв, паника, панични напади и сите тие психолошки состојби. Од аспект на тоа и што ќе биде што ќе правиме со работата, финансискиот момент, нели? И се ствара некој момент, некои конфузии и стравови, каде што пак ова е на некој начин тест на самите себе да видиме до кај сме, затоа што секоја лоша ситуација во животот, како што реков, не е случајна. Поинтересно е во што не погодува сите во исто време на одреден начин, нели сите сме засегнати, не е дека се засегната само една област или една професија или една држава, туку сите сме горе-доле спаѓаме во еден круг сега, едно множество, и тоа може да олесни ситуацијата како многу мине ја сваќаат ситуацијата, моментална ситуација. Али пак е речено, значи секој од нас живее низ предизвици, ги има сега и ќе ги има понатаму. Така да може да се тестираме малку, да видиме како ќе се справуваме со нив, затоа што може реално да направиме, што реални проблеми имаме во моментов кој ја избориме. Во моментов во овој момент кога што збориме немаме реален проблем. Сите проблеми што ќе биде, како ќе биде, тоа е психолошко време кој што ние самите си го наметнуваме, тоа е работа на умот, на егото, каде што на некој начин има работа со време држи под страв и тензија. И ако дозволиме да не води, да не вози, како што многу минат нас дозволуваат во даден момент, може да патеме на колена, да живееме во страв, во негодување, во неубави чувства и таму доаѓа всушност тие панични напади, анксиозноста. Значи ако се фокусираме на тоа што можеме сега да направиме, можеме многу работи да направиме. Што ќе биде за еден месец, 2, 3, 5, никој не знае. Така да залудно е потрошено времето и енергијата на што ќе биде, што ако биде сите можни тие лоши сценарии, како што најчесто нели гледаме иднината со лоша призма, лошо сценарио. Така да ја викам да си ги баталиме сите тие ментални негативни фантазии, да се фокусираме на тоа што можеме денеска да направиме, затоа што тоа што го правиме денеска може да не диктира секој наредно утре, а ако се фокусираме со добра енергија, со добри мисли денеска, сигурен сум дека тоа ќе биде исходот и утре. Одличен стейтмент, браво, наистина добро, многу добро профилираше сето ова. Инаку јас се согласувам, локдаунов е причина за луѓето да си направат редискавер со себе си. И зијан апсолутно нема. Ја прилично добро си го организирав состојното време и све што сакав да правам, претходно го правам сега, освен што немам физичко. Дури нели се запишав кај тебе на програмата. Да. Чекаме да дојде боле време. Да, боле време. Да се вратиме на некаков друг тек. Интересно е што ова што го кажа и можам комплетно да се согласам. Дали луѓево у моментов, затоа што се дома, имаат потреба за поише
еве персонални тренинзи, пошто приметувам дека се дешава некое будење у моментов, мислам не дека онако као тоа не е нешто што се случува денес за утре, него некако има некоја фаза последниве 5-6 години од аспект на веганство, здрав начин на живот, па дури фитнес и све останато. Дали у овие моменти додека сме локдаун, ова е на повисоко ниво малце подигнато, има повеќе потреби или мојата перцепција е само таква? Затоа што ја гледам дека прилично многу луѓе вежбаат и многу ми е интересно дека постираат као едно по друго, као да се мотивираат. Значи да, има и токсични што цело време мрчат, бе, ви требаше ова за да направите 20 склека и т.н. Да, ни требаше тоа, престанете да го правите тоа, затоа што секој човек се наоѓа во одредена фаза од животот, кај што можеби му е многу тешко да почне. Што мислиш, дали добро сум забележал ја, пошто еве ти баш го работиш тоа, или пак само мојот круг на луѓе што ги следам у моментов е само поосвестен? Ај ќе почнам со поредот, кај прво почна да као па пет. јас кидам редоследно. Да. Памтам кај почна. Иначе факт е дека јас сум со фитнесов, јас како што кажав работам како персонален тренер веќе околу 5 нешто години. Аз сум во фитнесот инволвиран лично, јас сум некој со 8 нешто години. Значи тоа што можам да забележам последниве 7 години, 6 години, 5 до 7 години да речам дека во особено сега ќе зборам за Македонија, нема да зборам глобално затоа што ние секогаш Добро, да, така е. касниме со тие Да. како и за многу други работи, така и за ова, ама нема везе сега. Како што самиот рече, како на индивидуално ниво секој си има своја брзина на прогресирање и нарастање, така и на веројатно колективно ниво. Мислам, не случајно не идеме споро затоа што ние сме самите спори, сами не сме доволно зрели за да бидеме на високо ниво и тоа се само притиско последична работа. Инаку да, на глобално ниво одамна е веќе тоа летнато у облаци. Кај нас, сега ќе зборам кај нас затоа што само ние сме тука, може да збориме за нели по-реално за нас. Кај што сме, да. Да, кај нас добро се приметил, значи последниве 5 до 7 години, само да можеш да забележиш тоа што го викаш. Значи социјалните медиуми не приближуваат, има добра страна нели покрај сите страни, сите работи што ги имаат социјалните медиуми добра работа. Тоа што може да видиме, нели секој од нас може да одлучи тоест што ќе прикаже и многу луѓе прикажуваат најчесто за социјалните мрежи и не се баш реални зашто прикажуваат само позитивни работи, а дел од позитивните работи се и луѓето што прават својата физичка активност, хранење и такви работи. И ние врз база на тоа може да заклучиме дека луѓето се навистина поактивни, се интересираат околу своето здравје, изглед, на сите тие сегменти кои што се фатени. Така да дефинитивно тоа е во голема во нагорна амплитуда, дефинитивно има експоненцијален раст и тоа многу ме радува затоа што јас кога почнав со ова немаше премногу луѓе кои што беа инволвирани или пак имаше, ама не до толку секако, ама не беше меинстрим. Сега меинстримот си има своја улога затоа што прави еден вид на моментум и се повеќе луѓе се инволвираат и тоа ги мотивира и другите луѓе. Тоа претходно што го напомена што има луѓе кои што негативно реагираат на сите тие луѓе што вежбаат цел дома. Ако збориме конкретно ситуацијава, али такви луѓе ако земеш кој се тие профил на луѓе, такви секогаш имало, има и ќе има. Така да јас не би затоа што не вреди да ги напоменуваме, едноставно сите бираме како што реков, сите си ја бираме перспективата. Ако некој си ја бира негативна перспектива, it's up to them, не можам да се мешам таму, како што не би сакал некој ми се меша мојата перспектива. Секој си има право на свое мислење, не се криви и они, не се лоши, веројатно си има доволно добра причина позади тоа. Така да, ти реков, кај нас е многу рипна до тоа и тоа многу ме радува, затоа што човек треба на поише полиња да биде реализиран како на ментално ниво, така на интелектуално, така на физичко. Значи сето тоа е една симбиоза која што една без друго не може да биде како што треба целосно. Значи ние сме еден систем кој што ако не ги почитуваме законите, тој не може да биде работи оптимално. Така да ако човек е интелектуално развиен, многу духовно развиен, а физички страда, значи затоа што ние сме потрошен материјал на некој начин. И ако не ги почитуваме законите на телото едноставно човек не може да биде среќен. Човек што не е автоматски што не посветува внимание на своето физичко здравје, праши на време само кога ќе има проблеми со здравјето, а човек што не е здрав целосно не може да биде комплетно среќен затоа што сака или не може да идеме милиони на сметката 7-8 цифри, ако лежиме во болница не може да станеме од кревет, сами да идеме до тоалет, факт мани, разбираш, едноставно тоа е релативно. Од друга страна па човек што е многу здрав, а интелектуално и духовно не е развиен
и тоа не е окей затоа што ќе има само убаво тело и ќе биде здрав, ама други работи ќе му фалат. Така да затоа реков балансот е многу битна работа и ми е драго многу што се будиме и работиме на повеќе полиња на индивидуални полиња, а индивидуалното секогаш допринесува кон колективното, нели колку поздрави и пореализирани индивидуи тоа така и прави, нели реализирани здрави општества. Така да ми е многу драго што тоа се случува во однос на моменталниот локдаун. Супер приметуваш, ја тоа го приметувам. Мислам дека луѓето денеска сега повеќе го презентираат тоа на Инстаграм, затоа што имаат повеќе време да се фокусираат на социјални мрежи, затоа што пример себе мој пример работам со клиенти кои што од различни возрасти, различни професии, различни профили во општеството. И се реално жена, мајка што има 2 деца мали, што работи одговорна работа, што на семејство 9 to 5 работа, после тоа имаш некоја работа што ја прави дома, па домашни обврски. Реално нема многу време да постира на Инстаграм нека вежба. Ама сега пошто има повеќе време дома, работи може да сади само од дома, другите работно време не е како што и било, завршува обврски, сега реално време има да чепка, гледа дека постира другите другарки, например, затоа што ја не постира. Така да слободното време си го фокусираат и на посветено на социјалните мрежи, затоа мислам дека повеќе изразува на тоа. Але веројатно се изразува и реалниот број на луѓе што моментално вежбале пред локдаунот, сега се малце повеќе се експонира дека вежбаат, што е actually good thing, може него ќе го мотивира баш тоа. Па добро, зашто? И сигурно има луѓе кои што од дома почнале, баш ја со една девојка почнав пред 2 недели од дома, за прв пат започнаме да работуваме од локдаунот кога почна. Така да има луѓе кои што вежбале претходно што допрви се почнуваат, али не се, значи секој од нас како што рече има свој пейс на движење и различни околности може да пробудат различни мотиви за акција. Така да each to his own. Да. Пред се физичкото здравје и менталното заедно, да така што каже, например ја. Секогаш, значи баланс, ако нема баланс на тоа, нешто ќе се скршне down the road. Значи пак ќе речам, човек што е не може допринесува за менталното здравје човек кој е физички здрав. Значи тоа е корелација и на мислено, ментално, емотивно ниво и на физиолошко. Значи истражувањето покажува дека луѓе што се физички активни се статистички многу поздрави, се многу попозитивни се не случајно затоа што има хемиски процеси во мозокот кои се случуваат сигурно случајно за серотонин, допамин, ендорфин. Сите тие хормони се лачат зголемено, тие се хормони на среќа, задоволство, кои се лачат кога јадеме благо, кои имам при задоволство, пример при секс, при такви работи. Сите тие хормони се исто така се лачат при физичка активност. Значи и на хемиско ниво, во биохемиски процеси во телото и во мозокот, и на ментално ниво, и на емотивно ниво, значи активност има голем удел во на една индивидуа. И сега работата е тоа што дали некој ќе го свати тоа на време и ќе почне да практикува тоа на време, затоа што денеска модерниот човек малку забушава на физичко поле, затоа што самиот животен стил кој што сме го креирале, сме го наложиле самите на себе, ќе да бидеме прилично попасивни. Например, денеска колку луѓе работат на нива и копаат бавче и шетаат овци. Така, тоа се може 5% од населението. А другите тоа е супер, например, да. Од физички аспект на физичка активност, значи порано луѓето, гледаш, биле многу физички развиени, ама интелектуално и духовно не се развивале. Не биле. Сега подеднешка ние прешалтавме многу напред, отидовме многу интелектуално, ментално, духовно можеби или духовно можеби не толку се да не. Духовно, индивидуално е тоа, да. Да, тоа е многу индивидуално, али физички па забушаваме сега. Сега гледаш, доаѓаат нови проблеми кои што се изразуваат како проблеми ради неактивност, лош начин на живот, на исхрана, генерален лош лајфстайл, многу стрес, не спиење и сите работи, па ствараат други проблеми. Сега луѓето викаат, окей, чим има проблеми, прави проблеми, да видиме што може да направиме со активност. Дали треба да бидам активен, колку треба да бидам активен, што треба да сменам во мојот начин да исхрана. Значи сите тие работи, нека ти кај некој треба да се случи можеби нешто лошо, иако јас сугерирам да не дојде до тоа, нека се случи нешто лошо, ама секој човек различно се свестови се буди. Значи некој е доволно свесен да рече, окей, ако направам вака 5 години сега имам проблем, некој доаѓа до проблемот, па после сваќа дека не треба така. Така да секој си има свој, нели, како што реков, пейс на движење и ништо не е грешно. Работата е само да не се наштетиме самите на себе. Ако збориме више на физичко здравје, исто така и на ментално, али на физичко примерно, затоа што ни е темата на мовет. Така да секој може да направи нешто кој што може да му помогне. Уште сега. Али, например, види физичко и ментално кога ќе се спојат заедно многу добро. Ја, например, бидејќи у адвертајзинг индустрија 15 години имав сериозен бърнаут, кај што не може ништо да правам.
И, например, медитации, планини, вежбање ми помогнаа да се вратам у некој нормален колосек. Медитациите супер. поготово, например, као тој стресот што сум го канализирал и што сум го кркал години, тоа само се таложало, дебелење, и сакаш прашање на момента кога тоа ќе експлодира. Така да, strongly agree со све што кажа, дека многу е битно да се посветиме малце на себе си, без разлика колку и да е севано време во ИТН. Нема лошо време, нема добро време. Тоа само сакам да кажам. Значи нема лошо добро време, тоа е нашата перцепција само. Ти реков за некој ова е време на можности, за некој ова е време на разочарување и депресија. Значи нема се е тоа перспективата, се е тоа како си гледаме ние работите, како ние ќе одбереме кој е нашиот, нели, јадрото од како ни влече, така да сигурно сум дека може на тоа можеме ние и само ние да влијаеме. Така да. Да, супер, баш кај многу добар стейтмент, имаш браво, сигурно клиентите со кои што работиш се дупло мотивирани затоа што добро размишляш. Тоа е исто многу битно. Пред некој време ја ми излеза за твоите нови програми и многу ми се свигаше целата таа програма и као некако ме хајпна. Као, ајде, таман почнав да вежбам и гледам Фет Килер програма, нели ти пишав, ми врати одма све. Да. Многу е добро, например, концепирана програмата и малтане таа е исто персонализирана програма која што му возможува на луѓето да ја гледаат, да не доаѓаат у термини на теретана или на вежбање и све останато. Прилично супер е направено тоа, сум користел странски програми, исто така изгледаат и странските програми. Ја ќе поздравиме Димитар оваа прилика, пошто ги има на видеята. И како дојде до оваа идеја? Пошто очигледно мисијата те да им поентата е да ги држиш луѓето шарп и фит, него ова е прилично helpful момент, затоа што изговорите пак ќе се вратиме се секогаш. Не можам, немам време, имам фамилија, идам на работа 10 сати, не знам што. В принцип, психолозите или било кој фитнес тренер викаат дека у денот ти требаат минимум 40 минути. Така да, како дојде идеја да ја направиш оваа програма, затоа што прилично е прогресивна и за македонски стандард. Ја до сега барем не сум сретнал, извинете ако некој има направено, да не сум у текст со сето тоа, на Марио програмата прва е некоја што запознав. И прилично прогресивно ми делува сето тоа. Сега вие може у фитнес светов не го гледате така, али као за обичниот свет кај што доаѓам ја, што не е у професионален фитнес, ова прилично адванс изгледа се. Така, види, јас ти реков, ја работам како персонален тренер и делот со никогаш мислам дека не би ги заменил персонални тренери со ништо. Зашто? Затоа што на личен момент мислам дека не може да се замени со никаква онлайн комуникација. Личното разменување на муабет, енергија, сите ти работи се незаменливи, како што реков, со технологијата денешна. И мене покрај тоа што ми е драго да помагам на луѓе и сакам да го работам, тоа стварно ми е пасија и хоби, како што реков, и работа на почетокот. Самата работа, устрашна на оваа работа, мислам барем јас така перцепирам и сметам дека е така. И стојам позади тоа мото дека примерно треба некој што сака да го работи ова, вистински да го работи, не од финансиски само момент, туку од аспект на тоа дека сака стварно да направи нешто, да направи промена во нечиј живот и да сака да помага на други. Пример, докторот не може да биде доктор според мене вистински ако он реално не сака да ти помогне. Што он може да рече окей, пи некоја терапија, али он actually ако не сабале само и вика сакам да помогам на луѓето, мислам дека ќе престане да работи доктор едно или второ ќе биде многу изфрустрирана личност која што само ќе се дери вришти и ќе пиздари по канцеларии. Така да она што овој потек што го направив со онлайн програмите ми беше на некој начин логички, затоа што се зборам се веќе навлезам малку во бизнес аспект. Затоа што на дневно ниво мојот број е лимитиран, со колку луѓе можам да работам да им помогнам. Затоа мислам денеска све измислено, не треба нешто да измислиме топла вода. Супер ако некој направи некоја иновација огромна, тоа е одлична работа, али оно што јас го нудам секогаш што постои, го нудат многумина и не е нешто ново, само што е мој некој систем кој што е докажан според мене и дава резултати кај моите клиенти и со ние кои што им работено. Тоа е пласирано само на некој на модерниот начин како се пласира денеска во светот, на некоја моја верзија, на некој мој начин. Така да пак ќе речам не е нешто измислено топла вода,
туку само нешто кое што теркот, да речам, светскиот терк како што работи од денеска е направено на мој начин, на мој. Да, али види, sorry for interrupting, али на пример ја како човек што работи у тек индустрија, дизајн и све останато, ова за мене е прогресивно, затоа што без разлика колку и да гледам на дневно ниво апликации, ја македонски апликации и програми не сретнем. И затоа те прашав ова затоа што мене ми е секогаш интересен спојот технологија со корисни ствари. Например, тоа е ептен фантастично и затоа и те прашав идејата од каде дојде и супер образложување. Да, ти реков, значи она што денеска се дешава, тоа што рече технологијата денеска, пак нели може да користиме за добри ствари, може за лоши ствари, може да скроламе 14 сати на ден и да речеме бати Инстаграм, а може да бидеме практични поднесни. Се избришав Facebook апликацијата денеска од мобилен. Значи, ако приметиме дека не doesn't serve any useful, значи едноставно така идеме дале, ако ни троши многу времето од кое што може да користиме на други работи, едноставно може да го замениме и да го исфрлиме. Да. Не е дрога, така да супер. Иначе да аспект на тоа, извините, прекинам, од аспект на тоа со програмиве, искрено може би има некој друг што ги прави програмите, Машко би не забележал. Барем на овој начин како што е автоматизирано. Па не, као кај тебе е schoolroom, значи као. Да. Многу е супер концепирано, многу ми се свигаше. Интерфејсот е многу едноставен. Сега го кажувам затоа што имам луѓе што слушаат подкаст и што комуницираме, кои што секад имаат одбивност на технологија. Така. И кај тебе интерфејсот е многу добро направен, многу е пристапачно, све многу е видливо, така да луѓе, не знам кога ќе имаш повторно отворена програма, али чекирајте го Марио на social media и видете кога ќе има отворени. Веројатно јуни, следното отварање веројатно ќе биде јуни, така да таму ќе се заврши веројатно и коронава ситуацијава. Ќе отворени теретани, да, hopefully ќе може да се искористи тој момент за теретанскиот дел. Да, апсолутно. Што сакам друго да те прашам, од аспект на теретаника нас се отвори исто многу, што е многу интересно. Дали има 24 сати джим некој? Да, теретани многу се отворени, не само теретани, туку вежбални за кросфит, за фитнес, да, значи ја вежбални ставам како места кај што луѓе да вежбаат, небитно дали теретанско вежбање, дали кросфит, дали што и да е. Да, се отвори многу, значи прогресивно и тоа се дешава последниве години. И драго ми е што луѓе значи викаат, слушај, ја ќе инвестирам моје време, енергија, пари во нешто кое што дава добро и на другите, покрај тоа што ќе заработувам. Тоа е кул ствар. Диве супер, види како за балканска нација која што седи у кафана и јаде и од сабајле до вечер у кафана, прогресот на отварање теретани, праење физичко, возење точаци, планини и т.н. е навистина фасцинантен, затоа што тоа е еден вид на прогрес за мене. Така. Апсолутно, да ти одговорам на прашањето конкретно, и пак ќе прекинам, не заборавам, 24 сати теретана се уште нема. Мислам дека брзо време ќе биде реализирано и тоа во хотел парк, таму држам тренинзи, значи таму држам персонални тренинзи, затоа што нема најблиску се до тоа, затоа што не се хотел. Да. И во склопот на хотелот има, нели, теретаната, чувари и такви работи, сите тие неопходни работи кои што треба да функционира на 24 часа теретана. Така да се уште нема, али мислам дека не се многу блиску до тоа да го направат. И ќе биде супер работа затоа што реално се нема некој 2,5-3 после диско да вежба сигурно, али тоа е добро за некој што доаѓа да вежба у 9,5 лошо да вежба, се теретаната работи од 10 и сега дурсо влече почне треба да се сега тоа ќе биде супер за некој што може да се вежба од 11 до 12, некој спие после работа, па сака касно да вежба, некој ја држам персонални тренинзи, почнем у 6 сат со работа. Има луѓе у 6 сат са вали, што си 15, има околу 15 на луѓе во паркинг. Така да некој може ќе дојде у 5:15 да вежба затоа што у 7:30 више почнем со работа. Така да демендот постои, барањето постои. Кога ќе се отвори сигурно ќе има заинтересираност за тоа. Гарант. Например, не знам, 5am Club на Робин Шарма дали си ја читал? Сигурно си ја читал. До пола стигнав, ја го почитам Робин Шарма, али малце ми е репетитивен во литературата последниве пати. Иначе имам читам негови книги, неговиот пристап е новата книга, нели 5am Club, те прекина, продолжи се што сакаш да кажеш. Пример, кога се појави 5am Club, ја тогаш многу слага Робин Шарма, денес не можам да го читам, пошто ми е too much, онака. Да, репетитивно прилично. И кога тој период трчав, некоја пола година трчав, и кога се будев у 4 саат са бајле.
секој втор ден, и као вишел 5 high and life, нешто на кеј сум трчам и све останато. Али тоа почнав да си го применувам, без разлика што више не сум толку физички активен, али 5 AM ми е некој момент кај што многу ми убаво да станувам од сабајле, да шетам куче, да медитирам и све останато. Затоа го прашав, затоа што одреден период прилично многу луѓе ги гледав на кеј у 5 сата сабајле, у 6 сата сабајле. И затоа прашав дали постои нешто 24, затоа што прилично многу активни луѓе познавам периодов што го практикуваат сето тоа и тогаш го практикуваат, така да само напред инвеститори и газди на теретаните навлекувајте ги луѓето да прават нешто корисно со себе. Апсолутно. Навивам за тоа, дај Боже што може повеќе да има, што повеќе луѓе се инволвираат во тоа, ова е за општо добро на сите, колку сме поздрави, по физички и ментално здрави, ќе имаме поздраво општество, ќе имаме, да не можам да не навлагам колку тоа влијае за понатаму секој слој нагоре. Така да се си е врзано на некој начин. Топ, супер. Што им предлагаш на почетниците во фитнес? Пошто пак се враќаме на оној моментот дека потребата за вежбање доаѓа од самите нас. Ова колку и да звучи хајпер дека е најбољи моментот, многу е тешко да се почне да вежба. Значи, ја од мој аспект беше многу тешко да почнам пак да вежбам. Сега после локдаунов кузна е као ќе стартам, али нема везе. Што е препораката на професионален фитнес тренер? Од кај да почнат луѓето? Затоа што мојава публика малтене се некој свет на млади луѓе што искачаат, што живеат некако прилично брзо, а знам многу луѓе што сакаат да почнат да вежбаат, али имаат некој ментал брейкдаун со секое почнување. Што е советот? Ако има некако со свој збор. Апсолутно има. Сега ќе ти кажам, затоа што работите за кои што сакам да зборам и сакам да давам примери, да советувам и да кажам мој искуство и мислења, голем дел од нив, како да не речам све, се работите низ кои јас лично имам поминато. Ќе направам неколку хайлайтс од тие негативни искуства кои што ги спомнавме преска, нели, кои што и предизвици кои што секој нас ги има моментално ќе ги има понатаму, значи нема бегање од тоа. Треба да се помирим у старт. Јас во 2015 беше 14 ми пукна слепо црево, тоа бев влезен во совежбањето и бев доста инволвиран со сликање, снимање, такви ствари. Пукна слепо црево, ме отргна од вежбањето некои си 8-9 месеци. И после тоа кога почнам беше буквално, значи не беше физичкиот момент страгл, затоа што знае дека евенчуали ќе се вратам физички како што треба. Мене беше тежок менталниот дел. Менталниот дел да се бутна малце себе си од дома, да стигнам до теретана, затоа што идам сватено дека не е тешко кога не си мотивиран доволно, не е тешко да го направиш тренингот, туку најтешкиот дел некаде да влезеш у врата. Онака, ти имаш веќе не си исклучил од дома, седиш на стол и ти веќе се разобедуваш зашто не идеш. Не си ни мрднал од дома, а веќе се разобедува дека не треба да идеш. Значи мислам дека ајде ќе долова мојата поента која што сакам да кажам. Тоа беше едниот таков хайлайт негативен каде што требаше да бидам од некој више X ниво стигнато по мојот физички развој, да паднам назад, да се вратам назад малтене 2-3 години назад, па да почнам од почеток, нешто на правиш кул од карти, доаѓа некој позади ти ја шутира цела, разбираш. Да. И па треба од почеток да си ја почне да се ја правиш со трпеливо, со истреност, со неоткажување. Друга работа што ми се случи, која што е више сега сум правам рекеп па се да тоа и веќе искачам од рехабилитација. Ми се случи во 2017 на почетокот, мислам дека беше 2017, не знам, ќе ми смешна годиниве. Ми се случи сериозна повреда на тетивите на бицепсот, односно на припадот на бицепсот со рамото. Двете тетиви на двете рамења ми се воспалија хронично и имав доста збрканци, мислеа дека ќе средат сами од себе, па тоев терапии, па бев на акупунктура, на 300 работи што не правев. За на крај да заклучиме со докторот кој што ме прегледуваше дека имам хронично воспаление, дека тоа тетивата е црвена, окрутена, дека самата себе нема се врати, дека треба правам операција. И here we go again, правев long story short, значи патувам од лечето, значи имав многу болки, бев лимитиран во вежбањето, имав, значи стварно идам со глава од цит затоа што саќав дека нема да можам да продолжам со истото темпо кој што бев, затоа што константно сакам на секој полеку што работам да прогресирам. Но нека таа амбиција и желба за напред, нека знае да те касна по гъс, кој што мене ме касна по гъс со тоа.
и правев да скратам во 2019 одлучив да последам годината на решавање на тој проблем. Во февруари 2019 правев една операција на левото рамо и во ноември 2019, значи пред 5-6 месеци правев операција на другото рамо. Значи правев во една година 2 операции, ги средам раменјата. Фала Богу сега ги имам средано, почнав полека помалку да вежбам. Сум окей во однос на дел, а мене сега што е многу интересна работа, зашто го кажував ова за да дам до твоето одговор на Не, ова е супер инспиративно, верувам дека ќе заврши. Еве сега ќе ти кажам што ме мене. Значи јас верувам и дека затоа што ние сме суштества, верували или не, знаели или не, кои што функционираат на навики. Значи све е хебит. Дури кога стануваме са вајле од кревет, идеме да миеме зъби, која четка ќе фатиме, во која рака ќе фатиме четка, до која паста и тоа ни навика. Значи тоа се работи кои што умот самиот си ги автоматизира, за да не мора да размислува јас се чекам, со која рака да фатам јас, како да стиснам, колку да стиснам. Наместо тоа, умот се фокусира на побитни работи, кои што ти барат реално ментален ефорт. Ти кога врзваш патика, не треба да мислиш која патика ќе врзвам, тоа ти навик. Значи имаме многу навики ние кои што ги правиме несвесно, кои што наставно умот се лесно, значи си ги става исти фолдер и си вика окей, овие работи не се замарање, си ги терам несвесно. Сега, многу тие навики, имаме ние добри навики, имаме лоши навики. Сега, добрите навики спаѓаат тоа да сме физички активни, да стануваме на време, да се храниме здраво, но голем дел од нас проблемот го има со тоа што не се хранат здраво долг временски период, не се активни долг временски период, и им е тешко таа навика да сменат и да заменат од добра навика. Односно, ако не се активни, да бидат активни, ако не се хранат здраво, да се хранат здраво. Што е работата? Значи, еве ќе ти кажам, јас мене моментално, кога некој што 8 години со ова работи како тренер и помага на другите, јас моментално не викам дека ми е ултра тешко и дека не можам да вежам и дека се тресам, нешто да ми е тешко да почнам да вежам. Туку ми е од време на време имам такви моменти на сомнеш, моменти на мини мрза, на такви работи кои што иако јас се сметам себе за прилично стабилен и ментално силен, и јас имам моменти како секој нас, како што реков, и моменти на предизвици кај што нешто ти вика умот, знаеш, малце тешко е сега, баш сега, али имаш други обврски и такви работи. И мислам дека најголемата умешност што секој нас треба да развие е да се фати себе си баш таму. Слушај, сега е тешко, нели ти пауза имаше повреди, имаш нешто? Не, fuck that. Стој тука, стоп тука, враќај назад, roll over, враќај назад. Батали тоа, не се разубедувај себе си, не се стави изговори, не се лажи самиот себе си. Едноставно само направи си го првиот чекор, ден за ден, денеска заврши тоа што треба да се направиш, заврши за работа, утре иди пак. Значи ако се фокусираме ден за ден, е многу едноставно. Ако речеме, сега треба да почнам да вежбам, сакам да оставам 20 кила во месеци, тоа ми е 2 години, батали. Ама ако се фокусираме што треба денеска направам, ако го поделам тие 20 кила, ако ги поделам на 12 месеци, кај што сакам да оставам по 2 кила месечно, тоа значи да оставам околу 500 грама неделно, окей, не е толку недостижно. Така е. Ме сваѓаш, така да, значи, да заокружам, да не одолговлечувам, поентата е да правиме еден чекор one step at a time. Значи, денеска, оно што можеме го направиме или во моментов кога сме сега моментално во изолација, повеќето и во корона ситуацијава, што можам денеска направам, што може да ми помогне мојата цел. Дали тоа да јадам поздраво, дали тоа да не јадам глупости, дали тоа денеска да идам да прошетам малце поише пешки, дека не затвориме. Значи, број 1 да го затишиме умот пред да почне да навлага во сите тие негативни мисли и емоции, и број 2 да направиме тоа што можеме во момент да направиме. Тоа се многу работи. Многу работи кои што секој од нас ако земе лист хартија ова го советувам да го направат, оние што ги чујат, ти советувам и тебе ако не го правиш, јас си го правам тоа доста често. Јас си правам друг ментал чекап, да, али ќе значи секој од нас има различен начин како доаѓа до тој чекап. Ова ќе кажам како е моето и баш се смеев со девојка ми пред некој време. Некои листови имав тука во некои папки кои што си пишувал. Има една книга што читав, не видно, не налагам. И во тоа има една вежба која што вика направи си две множества. Circle of influence и circle of concern, или кругот на тоа што јас влијам, и на кругот на тие работи што се грижам за нив. Значи ако внесеме во кои работи се грижиме, тоа се работи кои што едноставно се исто така многу, ама ако ќе сватиме дека џабе се грижиме за нив, затоа што реално не влијаме директно на нив,
сеќаваме дека залумно тоа што кој што се грижиме, а Circle of Influence, да тие работи кои што ние се грижиме, кои што реално не може да направиме нешто околу нив, те уште повеќе работи. Така да треба да почнеме од тој круг на множество, односно тоа множество каде што може да влијаеме на работите, а пак ќе речеме ако седнеме да ги пишуваме, окей, моментално е затворени сме дома, но што можам повеќе да правам. Сега имам повеќе време да хранам како што треба, да си готвам добри работи, да се хранам поздраво. Окей, може нема да вежам у теретана, али ќе направам нешто, ќе пишам на YouTube некој workout кој што ми одговара мене да си правам за дома. Окей, ќе направам research малце да научам нешто ново, некоја нова книга или едукација. Што и да е, значи секој од нас има различни афинитети и ствари, само треба да се одвои малце време на тоа, да се пошто тоа време за себе, нели? Тоа е време за посветено на себе си, да се не е изгубено време, апсолутно. Апсолутно, значи вртење на Netflix по 8 сати на ден тоа е изгубено време според мене. Агри. Затоа што тоа време може да се пак ќе речам, некем да судам, некем да кажам што некој да прави. Реално. Мој добронамерен совет за некој што за кои со некој се жалат, сигурно ќе чим го спомна Гери знаеш што збори. Оние кои се жалат, а вртат 12 сати на телефон и гледат серии и Инстаграм и Фейсбук, а вика дека не треба убраво те завршат и немаат време, значи ова на мене тоа беше за нив. Тие што не се жалат, што се исполнети, што супер име нека гледат 5 сати Netflix, ако може да си го клопат тоа распоредот. Али за оние кои се жалат и вика дека не може ништо направат, а сепак си го клопат времето на трошат времето на небитни работи и ова беше на мене за сите оние кои што вика дека не можат, а реално можат. Да почнат да прават било што по еден најмал, најситен, најбебешки чекор во моментов сега. Макар било тоа, сега ќе запишам што сакам утре да направам и ќе го направам тоа. И тоа е доволно. Многу корисно, значи, у комплетен mental health отиде сето ова. Се надевам дека навистина ќе ни користи на сите нас, пошто и претходниве епизоди некои со психолози и се останато и многу е интересно вака кога професионалец ќе окаже сето ова, затоа што знаеш оние бариерите што сами ги ставаме, не можам, па тешко ми е и т.н. Не почитувани слушатели и слушателки, еве ова беше прилично инспиративна епизода и фала ти многу Марио што го спотели ова. Инаку можете да го заследите Марио на mariofit.net и најдете го на Инстаграм, он често прави лајвови и мене ми фасцинираше дека уклучува доктори, цело време пишува за некои суплементи, за корисни ствари околу исхрана и т.н. Малце не себично го споделува своето знаење, а тоа е многу битно у вакви средини ние кај што сме, затоа што само на тој начин можеме да еволуираме. Марио, фала ти многу за времето и за све ова што го сподели. Јас се надевам дека ќе биде од корист, затоа што 9-та епизода очекувам дека утре ќе каже некој дека ќе почне да вежба, од кога ќе слуша. Значи тоа е нашата цел. Значи генерално јас што правам со Celebrate Life изминативе 10 скоро 10 години е поентата да ги помрднуваме малку стандардите и да ги тераме луѓето да малте не да погледнат во животот малку подлабоко, затоа што промената мора да се случува од самите нас, колку и да звучи сето тоа клише. Апсолутно. Прво фала ти, највеќе фала за приликата што за подкастов. Јас секад идам на таа карта дека ако ова се ова што го правиме ти и ја заедно, не и се или секој од нас, ако тоа помогне на 1%, на еден човек, работата е завршена. Колку повеќе тоа подобро, апсолутно, дали еден човек 1% е подобро него 0 луѓе 0%. Сигурен сум дека тој се надевам дека ќе биде некој ќе најде ова корисно што го збориме. Браво и за тебе што одвојуваш дел од својот ден, време и енергија да правиш вакви работи, зашто ни требаат поише на светот, им требаат луѓе како тебе. Така да само напред со тоа што го правиш. Ти благодарам, Марио, иначе немам уклучено Netflix, а сум дома од 3 март и тоа ми е, знаеш, каков момент на триумф. Да, и као вака снимајќи ги епизодиве, контам дека правам нешто друго што сум сакал да го правам, а не сум имал прилика да го правам и ова е моментот. Прилично добро ми е целава епизода, се надам дека са правиле кога ќе станам прво што ќе направам, ќе вежбам. Малце да си го сменам и својот и ја ритам и челендж да си давам некој плюс. Да направиш една вежба е доволно за да тргнеш од мртва точка.
Со замодувам. Тоа е прогресот. Тоа е битен прогрес, затоа што од тебе скоро 2 месеци ништо не се прави, а дечки, вие што слушате, ако вежбате, продолжете да вежбате и гледате да не мотивирате нас мрзливите да почнеме и ние да вежбаме, затоа што прилично е лесно да мрчиме дека ни требало време за да направиме два склека и да ги постираме на Инстаграм, али трудете се да не мотивирате сите нас. Заследете го Марио, имате што да научите од него. Ова беше 9-та епизода на Celebrate Life подкастот. Продолжуваме со некаков mental health education и мотивација на сите нас. Останете добро и се слушаме у народна прилика. Чувајте се, слушаме. Поздрав. Чао, чао.